Во 5 од 10 скопски општини ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе имаат мнозинство во Советот. Мнозинство советници ВМРО, ДПМН ќе имаат во општина Аеродром, Бутел, Газибаба, Ѓорче Петров и Кисела вода. Во општина Сарај во прв круг победи Мухамет Елмази од Вреди, додека мнозинство во Советот ќе има нај. Во Советот на општина Аеродром според обработени 99,90% од гласовите, мнозинство ќе има ВМРО, ДПМН со 15 советници. Во 27 члени од Совет Левица влегува со 6 советници, СДСМ со 5 и Знам со 1. Во општина Аеродром кандидатот предводен од ВМРО, ДПМН Дејан Митевски освои 49,9% од гласовите пред кандидатот на СДСМ Александар Трајановски кој има 20,79%. Во Советот на општина Бутел според 100% обработени гласови, ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе имаат мнозинство со 10 советници. Во 19 члени од Совет на општина Бутел влегуваат и 4 советници од нај, 3 од коалицијата Вреди и по 1 од СДСМ и Левица. Во Бутел во првиот круг победи досегашниот градоначалник Дарко Костовски од ВМРО, ДПМН кој има 52,96% пред Исамедин Азизи од нај со 28,17%. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО, ДПМН Орце Ѓоргиевски, кој влегува во вториот круг од трката за прв човек на градот, денеска им се заблагодари на сите граѓани за секоја подадена рака и за огромната доверба во првиот круг од локалните избори. Резултатот е јасен и недвосмислен. Скопје гласаше за работа, Скопје гласаше за визија, за конкретни проекти и за одговорно работење. Скопје избра иднина, вели Ѓоргиевски. Оваа победа и водство во првиот круг не е моја лична победа. Ова е победа на сите вас кои верувавте во развиено европско и функционално Скопје. Вашата доверба е најголемиот мотив, но и најголемата уврска за мене. Испративте јасна порака дека нашиот град заслужува и може многу подобро. Пред нас е втор круг, првото полувреме го добивме убедливо, со огромна подршка, но надпреварот се уште не е завршен. Мора да ја довршиме работата, истакна Ѓоргиевски. Тој пати порака до сите граѓани кои во првиот круг од изборите не излегле на гласање или пак гласале за друг кандидат. Вратата на нашата коалиција е отворена, нашата визија е за обединето Скопје, не за поделен град. Ве повикувам да ни се придружите, да се обединиме околу идејата за подобро Скопје за сите нас. Уште од денеска ќе разговарам со сите кандидати и политички структури кои не влегуваат во вториот круг. Ќе понудам соработка затоа што на Скопје му треба работа, а не политика, додаде Ѓоргиевски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски најави дека се зголемува бројот на хигиеничари кои денеска ќе работат во 2 смени сабајле и навечер со цел одржување на хигиената на невисоко ниво. Тој потенцираше дека и механизацијата што се изнајмува целосно се пушта во погон. Утрово, но и од она што го видовме викендов, повторно е хаотично со сметот. Уште денеска се фаќаме за работа, продолжуваме со одржување на хигиената на невисоко ниво. Уште од денеска се зголемува бројот на хигиеничарите на терен со работа во 2 смени. Сабајле и навечер и механизацијата што ја изнајмуваме се пушта целосно во погон, истакна Герасимовски. На состанокот со раководителите на сектори од општината, градоначалникот изјави дека мора да се отпочнат и буџетските форуми кои биле најавени. Мора да ги отпочнеме буџетските форуми. Предлагам да не го чекаме ноември, туку уште од оваа недела да ги договориме истите. Да видиме колку ќе одржиме оваа година и дали ќе биде еден поголем или неколку помали и завршен поголем, истакна Герасимовски. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски, кандидат за уште еден мандат, прогласи победа во првиот круг од локалните избори 2025. Прогласувам победа во првиот изборен круг. Народе мој, ви благодарам на довербата. Никогаш нема да ве изневерам, објави Стевковски на социјалните мрежи. Според резултатите на ДИК, Стевковски победи со убедлива предност пред против кандидатот од СДСМ Владко Митовски. Кандидатот за градоначалник на Скопје од редовите на Левица Амар Мециновиќ влезе во вториот круг од локалните избори, покажуваат податоците на Државната изборна комисија. Мециновиќ освои 30.659 гласа или 13,20% од вкупниот број гласови, што го пласираше на второто место зад кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски пред сите останати кандидати од големите партии, меѓу кои оние на СДСМ, ДУИ и ВЛЕМ.
Лидерот на левица Димитар Апасиев го оцени исходот како историски момент за македонската левица, нагласувајќи дека граѓаните ја препознали искреноста, принципиелноста и јасната идеолошка визија што ја носи Мециновиќ. Ова е борба на идеали против интереси, но новото против истрошеното. Скопје заслужува градоначалник кој ќе му услужи на народот, не на партиите, напиша Мециновиќ на социјалните мрежи. Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi raz su te